денес е меѓународен ден или светски ден за храната, за потреба од храната, а утре е светскиот ден за борба против гладот и сиромаштијата. Верувам дека во овие 2 дена буквално ќе бидете истурени во работата, а тоа не значи, а најмногу значи преостанатиот денови од целата година. Значи, ако се посветувате за овие 2 дена, не би биле вие и банка за храна и сите овие години навистина сте едни од најблагородните и најхуманите во нашата држава. Благодарам на подсетувањето од што рековте, дека не се само овие 2 дена во делот на нашата работа, 365 дена сме ние, да речем, активни во она што го работиме, а тоа е помош на загрозени семејства, па да речем во Скопје и во други општини во Македонија. Денешниот ден е светски ден на храната, меѓутоа ние како организација многу побитен ден е утрешниот ден, кога пред 47 години во Париз е востановен, односно имало марш на 100.000 луѓе во чест на жртвите од сиромаштијата и гладот. И затоа овие 2 дена еден до еден се интересни за нас како организација, но пред се денешниот ден, денот на храната, би требало да им дадеме голема почит и поштовање на самите производители, пред се фармери, земјоделци и другите, кои што на некој начин ни го носат животот на маса, да го речем. Од тој аспект, ние како организација секогаш апелираме во изминалите 14-15 години, дека потребата од храна, бидејќи е загарантирано човеково право, да речеме, тој е еден дел во кој што ние како општество треба да се разбудиме. Спомнав и пред вклучувањето дека за 5-6 години работиме на закон за донирање на вишок храна, бидејќи истата како таква завршува на депони, односно на ѓубришта, а може да биде во корист на бројни наши сограѓани кои што имаат потреба од храна. Верувам дека сега ќе направите напор да влезе во законска рамка, бидејќи навистина поразлично и вие ќе функционирате, меѓутоа се што е влезено во законска рамка. Не само ние, општеството ќе функционира подобро, бидејќи самите за сите оние што е најпотребно. Така, самите граѓани ќе имаат, односно институциите ќе имаат систем кој што ние го предлагаме и самите корисници ќе знаат од прилика во кој ден на месецот или период ќе можат да добијат одредени количини на храна. Не велиме дека ние сите ќе ги нахраниме и преку тој закон, но барем сите оние вишоци кои што се јавуваат во нашето секојдневие не треба да завршат на депони или на ѓубришта. Од тој аспект мислам дека Македонија ќе биде една од ретките земји во регионот, доколку и оваа власт најде разбирање и да речем сенс за тоа дека треба да се донесе еден таков посебен закон. Реков дека во изминатите 5-6 години поднесоме 2 пати се собиравме како работни групи, поднесоме 2 предлог закони за донирање вишок храна, но остана така. Денеска конкретно? Како ќе денеска и утре, па и деновите пред тоа ние веќе апелиравме преку нашата Facebook страна да оне кој што може да донира во локалните заедници, не треба на нас да ни донира. Ние со неколку приватни градинки, Cool Kids, денес и утре и вчера собираат храна, нивните родители, дечињата и менеджментот. Таа храна ќе ја поделиме на веќе познати семејства кои што се нашите списци во изминатите 15 на години, да можеме барем неколку дена да им помогнеме во нивното секојдневие. Имаме и други најави во Кавадарци, каде што имаме наши волонтери кои што денес и вчера, па и јутре ќе бидат пред маркетите во Кавадарци, каде што совесните и хумани граѓани можат да донираат храна која што пак ќе речам завршува во раците на тие на кои што им е најпотребно. Вака е неколку статистички податоци, тоа го читав и на вашата веб страна и на вашата Facebook страна. Дневно помагате на колку лица што навистина најнеопходно? Во моментот, преку најголемиот ланец на маркети во Македонија, во 15 општини имаме над 1070 семејства кои што денеска, утре, претходниот ден или задутре, ќе имаат некаков си оброк на маса. Не велиме достоинствен оброк, бидејќи знаеме што значи тоа, но барем ќе имаат нешто што таа компанија, тој субјект одлучи пред 13-14 години да преку нас помага до крајните корисници. Што покажуваат сондажите? На колку семејства сега, можеби како бројка не, меѓутоа од прилика или од околу во може Скопје во државата се потребни нашите податоци велат пред кризата, ковид кризата, а тогаш малце е зголемен бројот, од прилика околу 15.000 семејства имаат потреба од храна. Имаат и потреба од друга помош, но ние велиме потреба од храна.
Тоа значи негде околу 40 до 50.000 луѓе имаат навистина потреба од храна. Оние податоци што велат 455.000 не може да си дозволат, тоа е малку индикативен за мене окей податок, меѓутоа ние велиме од нашето секојдневие кој што го живееме, односно работиме со тие граѓани и анализите да ги речеме од терен, бидејќи ние секој ден сме на терен, кажуваат овие податоци што ви кажав. Функционирате 15 на години, може би некој не ве знае како банка за храна, уште еднаш како да ве најдат, сакаат да Имаме, не наоѓаат луѓе, банка за храна .org или на Facebook страната сме интересни, затоа велам и во пред интервјуто што беше, рековме дека имаме големи, односно бројни повици за помош. Самото тоа знаеме каква е економската ситуација во општеството, особено покачувањето на цените на храната, така да секојдневно се соочени со барања, нови барања, да речем, од корисници, односно потреба од храна за крајните корисници. Само ќе ви кажам, продолжете така, навистина, јас нешто што можам да кажам дека ја имате најхуманата задача и секоја чест за ова што го работите, продолжете доколку имате, како велиме, и време и ентузијазам, може би е најголем ентузијазмот во вашата работа, меѓутоа користиме само можам да ви кажам да продолжите, а ние мислам дека треба да се задолжиме што почесто да бидете присутни во медиумите, бидејќи ќе има една интеракција помеѓу што ни е потребно. И благодарам на интересот и на националниот сервис што секогаш наоѓа време и место да покажеме и прикажеме нешто што треба да се прави, односно ние како општество во кој правец треба да живееме и се движиме. Ви благодарам уште еднаш.